Подготвени за првата утринска тема, која што веќе ја најавив, ќе го одбележиме секако и во нашето студио 4 февруари, светскиот ден на борба против ракот, кој што со панел дискусија беше одбележан вчера, секако во организација на Сдруженијето за борба против сите видови на рак Борка, кое што веќе многу добро познато на македонската јавност. Низ годините со многу проекти, многу настани, многу активности се застапени, секако се со цел превенцијата и навремената контрола и да се зголеми на некој начин свеста кај македонските граѓани во однос на тоа што значи навремено дијагностицирање на сите овие заболувања и секако да се даде поддршка на луѓето кои што се соочуваат со оваа навистина страшна и голема битка, не само за луѓето кои што се со оваа дијагноза, туку и за целите нивни семејства кои што се вклучени во овој процес. Битката е навистина голема, има голем дел од граѓаните кои што успеале да ја издвојуваат и да победат, но за жал бројката на оние кои што ја изгубиле е многу поголема. Сдруженијето Борка вчера доби едно навистина значајно признание кое што е од големо значење и за самите нив, но и за Македонија. Како што веќе најавив и на самиот почеток, Сдруженијето Борка е избрано за шампион во земјата во борба против ракот во конкуренција на повеќе од 100 организации од повеќе од 50 земји од светот. Навистина убаво признание за ова здружение, секако се поклопува и со одбележувањето на светскиот ден на борба против ракот, а ние ова утро имаме можност токму од претседателот на здруженијето да ги дознаеме деталите за тоа како беше одбележан овој ден, кои се насоките каде што ќе се движи ова здружение и борбата против ракот во годината која што е пред нас и секако за сите достигнувања кои што досега се постигнати. Бива додева ова утро во Македонија денес. Добро утро. Добро утро на вас, добро утро да сите гледачи. Многу рано морав да станам за да видам вака свежа, спремна за сите информации кои што сакаме да ги пренесеме нели на гледачите и на граѓаните во Република Македонија. Навистина голем ден беше вчера затоа што вчерашниот ден го користат и сите граѓани и сите држави, сите политики, сите влади, сите министри со една цел да се потенцира важноста од навремени прегледи, важноста дека треба да се надминат проблемите во однос на достапност на современа терапија која што може да го продолжи животот и може да им го спаси животот, како што и вие веќе најавивте, на голем број на пациенти, но во исто време и да се згрижат оние кои што нели имаат потреба, кои што ја поминуваат таа болест, кои што се соочуваат со верувајте многу тешки предизвици, ајде да не ги кажам само проблеми, затоа што воопшто не е лесно нели да имаш дијагноза дека си дијагностициран со некаков вид на карцином. Го имам тоа чувство, знам како е, значи да си на таа страна, лично не, меѓутоа мојата мајка кој може нели најблискиот да ти е да знаеш дека се соочува со таа болест и знам од лично искуство дека тоа не е болест само на индивидуата, на пациентот кој што има рак. Тоа е болест на сите нас, значи и на фамилијата, и тоа мораме да се свестиме дека и општеството е тука потребно. Имавме навистина многу интересна дискусија, панел дискусија вчера. Ни беше како говорници секогаш имаме поддршка од Министерството за здравство, ни беше присутен доктор Венко Филипче, министерот за здравство во Република Македонија, доктор Ирина Ставридис, директорката на хематологија, директорот на онкологија, доктор Нино и доктор Кети, која што е директорка на клиниката за детски болести. Зошто беше ова одбрано? Нели не прашуваат? Затоа што овие клиники ги тангираат, односно работат токму со овие пациенти. Вчера беше светски ден за сите видови на малигноми, така да имавме навистина интересна дискусија, луѓето си ги кажаа проблемите, меѓутоа се потенцираше и она што е направено, особено изминатата година, дека веќе во однос на некои работи во здравствениот систем, во однос на малигните заболувања, гледаме некое поместување, некој тренд. Се надеваме дека тоа ќе продолжи понатака со уште поголема брзина, да кажам, да не чекаме толку многу да се решаваат работите, да се решаваат проблемите, затоа што веќе ги имаме некаде скенирано, да кажам, нели, сите оние проблеми со кои што се соочуваат, веќе знаеме каде се постојат дупки во нашиот систем, што треба да промениме, меѓутоа ни престои сериозен пат тоа да го смениме. Да, дефинитивно дека престои сериозен пат. Рековте, видени се промени во изминатата година во однос на подобрување можеби на состојбата.
Состојбата за ракот има една тенденција во цел свет да се зголемува. И според Светската здравствена организација, и според Унијата, која што нели ние сме од оваа година и амбасадор на Унијата за меѓународна контрола на ракот на светско ниво, каде што членуваат над 1000 организации здравствени, каде што е тука и Светската здравствена организација, Обединетите нации, ИАРЦ, значи тој е истражувачката агенција за рак на светско ниво, кои што прават такви статистики, и токму и они сите ги алармираат и граѓаните, меѓутоа и властите да превземат активности, затоа што инциденцата расте. Бројот на новозаболени се повеќе и повеќе се зголемува. Што е причинител за заболувањата и зголемувањето на бројката? Од една страна, мислам дека се повеќе свесни сме за модерната технологија, свесни сме за тоа колку науката напредна и мислам дека се повеќе и повеќе се дијагностицираат, особено тренд во добро развиените земји во поран стадиум. Значи има навистина големи кампањи за тоа што порано, знаете, ракот се сметаше за болест на повозрасната популација. На 50, на 60 години и веќе си ти, нели, можеш да заболеш. Сега имаме млади, се случуваат по 20 на година, мислам, кои што доаѓаат, ние секојдневно работиме, нели, во нашиот центар и се соочуваме токму на таа промена на старосната граница рапидно падната, да кажам, за сите новозаболени. Не знаеме на што се, дали се должи тоа на стресот, на начинот на живење, на воздухот, да бидеме реални, ние се бориме и за тоа, воздухот еве во Скопје, ние, мислам, ќе се отруеме. Ај сите да испумреме, нели, од рак, треба нешто да превземат. Беа ли отворени тие теми на панел дискусијата? Загадувањето не беше отворено како тема, тоа е еден од причини, повеќе беше отворено, присуствува, значи, повеќе луѓе кои што веќе имаат рак, и кои што нели си ги кажа своите проблеми, на пример тоа дека луѓето се уште имаат стигма, се уште постои некоја стигма, значи се уште имаат аверзија луѓето да зборуваат за ракот. Или ако те видат со без коса, се уште имаат проблем, као мене не ќам да зборам за тоа да не ме фати. Се уште постои ниска свест, за жал, после 12 години, можам да кажам дека нашата работа во Бурка е сизифова работа. Цело време го туркаме каменот нагоре и секогаш ќе го туркаме, затоа што се повеќе и повеќе генерации треба да се едуцираат, се менува свеста, меѓутоа многу иде полека тоа во Македонија. За жал. Од една страна, треба и ние да бидеме свесни дека треба на време да отидеме да се прегледаме, треба да сме свесни за своето здравје, да го негуваме своето тело. Ја тргам од себе. Ние македонските жени претежно, ајде сега да не дискриминираме, јуто тргаме еве од себе лично искуство, додека нешто не ми дојде, нели, да имам некој сериозен проблем, и ми текнува да одам на лекар. Ќе треба семејството да го гледам, па не знам, нели, на работа, па не знам, значи на крај ни паѓа на памет се додека не имаме некој реален проблем. И после тоа, треба долго да се чека, на пример, за прегледи. Тоа исто така беше спомнато, значи тие проблеми со кои што се соочуваат. Долгото чекање, мој термин за да закажеш еден мамографски преглед. И луѓето се во право кога реагираат дека викат јас себе сакам да направам превентивен преглед, треба да чекам 2-3 месеци. Некогаш е подобри да чекаме 2-3 месеци додека немаме никакви симптоми, така и да го направиме редовно тој преглед и да почнеме да го правиме на секои 2 години или на секоја година гинеколошкиот преглед, пап тест. Значи постојат многу начини на кои што можеме, нели, да се заштитиме, иако еве конкретно ракот на дојка не е превентабилен. Тој може да се открие во ран стадиум. И токму тоа е една од насоките на која што сметам дека треба да се движи целото здравство и системско функционирање во однос на малигните заболувања во нашата држава, затоа што треба да ги откриваме карциномите во ран стадиум и треба да имаат достапност за соодветен модерен третман кој што ќе може да го продолжи да го спасе животот. Да, не е доволен само еден ден кога се зборува за борба против ракот и вакви дискусии да се организираат еднаш годишно. Потребно е тоа да биде многу почесто, секако вие како здружение го правите редовно и секако поради тоа можеби ја добивте сигурно и ова награда и ова признание кое што верувам дека е многу значајно за вас. Јас ви честитам за признанието и за можноста да бидете лидери токму во оваа битка и борба во светски рамки, во голема конкуренција, на вистина голем број на можеби повисоко развиени земји кои што се
учесници, да. Големо изненадување беше тоа за нас. Конкуриравме, меѓутоа не очекувавме. Првен, како што кажав, USCC, светската организација, број над 1000 членови, над 100 и повеќе организации се јавиле да бидат членови и амбасадори, односно прогласени на тој конкурс за country champion, односно шампион на земјата. Со тоа што навистина сме горди што USCC, една меѓународна таква светска организација, ја препозна посветеноста на Борка во својата работа, искуството, меѓутоа и компетентноста дека можеме, ние имаме капацитет како здружение да се носиме рамо до рамо до сите светски други многу поголеми, верувајте, организации кои што можат да создадат и да направат вистински промени во својата држава. Токму и тоа и ние идејата, ќе имаме огромна логистичка поддршка од оваа организација и ова не е само помош и поддршка на Борка, туку едноставно помош и поддршка на креирање на целите здравствени политики во однос на малигните заболувања, скенирање на моменталната ситуација, што понатака треба да направиме како насоки и ќе имаме голема експертска помош токму од оваа организација и тоа е многу битно за целата наша држава. Да, а токму по повод обележувањето на светскиот прв пат, во секој случај, но верувам дека ова ќе биде предизвик и за понатаму да се продолжи со исто темпо да се работи и да се делува на ова поле. А по повод обележувањето на светскиот ден на борба против ракот, вашето здружение како амбасадор токму на оваа меѓународна контрола, Унија на меѓународна контрола на ракот, ја започнавте кампањата Третман за сите, која што ќе трае до самиот крај на годината и веројатно опфаќа голем број на проекти кои што ќе треба да се реализираат. Третман за сите е токму оваа кампања која што конкуриравме да бидеме дел од таа кампања, која што ја организира USCC, Унијата за меѓународна контрола на ракот во светски рамки. И Борка како дел од оваа кампања ќе направи многу повеќе активности во текот на оваа година, иако реално ние навистина правиме и сме многу активни. Знаете дека не е само и во Скопје, туку и низ целата република правиме активности, затоа што сметаме дека борбата, како што кажавме, со ракот не е еден ден, туку е секојдневна работа. Сега за почеток ги имавме можност да ги преведеме сите овие едукативни флаери кои што веќе се дистрибуирани и по подружниците во нашите градови, кои што зборуваат секој флаер има одредена тема. Еве тоа што го читаме, мерки на владата и одговорност. Токму неколку насоки за тоа што всушност и точки каде треба да се фокусираме, дали е тоа во превенцијата, во предпазливоста, во читање на многу лажни надписи, например, не знам, некој растение, еве за 30 секунди сега нема ќе го излечи ракот. Треба да внимава, тоа се псевдоинформации кои што луѓето, особено пациентите, се фаќаат. Знаете како јас тргам од себе. За мајка ми се пробавме и канабис, и варова вода, и не знам какви ајкули, не знам какви инекции од секаде. Тоа е нормално. Секој ќе се потруди да го спаси животот на тој што му е на најблискиот. Па еве ние се и на луѓето кои што не ги познаваме се трудиме да им помогнеме некако да го пребродат тоа. Меѓутоа мора да бидеме многу внимателно со тие, да кажем, информации. Токму и затоа Борка има информации пласирано на својата веб страна, пласирано на нашата Facebook страна која што е многу посетена. Дневно имаме некојаш над 16, над 30.000 reach, како се вика тоа, посетители и кои што можат, кои што ја прочитале информацијата. Многу е битно луѓето да знаат од каде да ја земат оваа информација и она што е интересно е дека од вчера исто така започнува на нашата страна е пласиран една анкета, прашалник кој што ќе ни помогне да ја увидиме состојбата и на регионално ниво, меѓутоа конкретно ние исто така во Македонија, за тоа каква е состојбата за лекување на пациентите во онколошките клиники и каква е грижата. Од прашања како така да ги повикувам сите оние кои што ете и имале искуство или поминуваат низ тоа, да го споделат своето искуство, навистина ни е многу битно и драгоцено, затоа што сите тие информации ние понатака ќе ги искористиме за да ги увидиме проблемите и каде треба да се фокусираме, каде всушност постои проблем. Како што тие работи ни се навистина многу важни и ги поттикнуваме ве сега и сите граѓани, особено оние кои што се заболени од рак, да ни пишуваат. Наскоро ќе почнеме со една многу интересна кампања. Еве прв пат ја најавувам, тоа е
на нашата веб страна и на нашите портали секоја недела ќе се емитува, односно ќе се пласира по една приказна од пациенти кои што се заболени од рак, затоа што целта ми е да разбиеме таа стигма, тоа табу да го надминеме, едноставно затоа што луѓето треба да сватат дека овие луѓе не треба да бидат дискриминирани и не очекуваат сожалување. Свесни се за тоа. Токму синојка читав од едно девојче кое што поминува една ваква приказна, една ваква тешка борба. Вика, кога се будиш са бајле, едноставно тој вика, постои еден момент од неколку секунди кој што устори нели забораш на тоа дека си болен од рак. И тоа вика ти е најубав момент и после тоа сеќа ти дојде одеднаш дека треба да се бориш, дека треба да идеш на хемо, дека косата уште не ти е порасната, имаш несакани ефекти, имаш лузни. Животот не е лесен за никого. Ние веруваме дека ајде да кажам, сме многу посилни од она кое што сметаме. Некогаш ни дава такви предизвици, токму за да ја сватиме смислата. Да. Јас сум среќна што имам можност да бидам дел од борка, дел од овие жени, дел од овие мажи, дел од овие за жал деца, кои што направија да едноставно знам и да се фокусирам што е навистина вредно и важно, кои се вистинските вредности во животот и како треба да го живееме. Да, но треба тоа навремено да се свати. Тоа е она што сакаме да го постигнеме, на времено да ги правиме контролите, но еве рековте и самата вие дека на панел дискусијата беа присутни пациенти кои што се заболени од даден вид на рак. Кои се проблемите и кои се прашањата кои што тие ги упатува, со кои што најчесто се соочуваат и она што тие би сакале во моментов да се промени во состојбата во Македонија? Првиот проблем што веќе го имаме алармирано пред неколку месеци, уште септември, беше долгото чекање за закажување за мамографски и ехо прегледи. Особено кај жените кои што се оперирани со карцином, кои што треба редовни да ги прават тие контроли. Алармиравме ние до институциите, до Министерството за здравство, до мој термин. Они увидоа дека постои навистина голем проблем. Се набавија сега и веќе владата набави нови уште 8 мамомати. Меѓутоа, нели, имаме проблем. Јас мислам дека треба да се фокусираме не само на проблемот на купување на опрема, туку и на луѓето не идат надвор. Значи, докторите се заминуваат од нашата држава. Се помалку и помалку имаме луѓе кои што медицински експерти кои што може да ги проследат сите тие третмани, сите тие прегледи и така натаму, или операции или било што лекување. Значи мораме да се фокусираме да ги задржиме, да им дадеме приоритет. Знаете, на времето ЕКИМ бил многу цената професија. Се едноставно ги ставивме, мислам дека докторите ги маргинализиравме. Мојата мајка покојна викаше тоа што ќе ми каже мојата докторка, тоа е за мене закон. Значи јас и верувајте дека односот доктор-пациент е многу битен во лекувањето и излекувањето на болеста. Заборавивме да ги цениме, заборавивме дека се они таму некогаш исто така луѓе како и нас. Грешки се случуваат, не треба да се дозволи да се случуваат, меѓутоа треба и ние едноставно како држава да ги поттикнеме да имаме тука повеќе доктори, да останат повеќе доктори, да ги цениме оние кои што се тука и да им дадеме можност да напредуваат и да имаме едноставно можност да се едуцираат помладите, особено ете специјалистите, младите доктори, кои што би сакале нешто навистина да направат промени и да би сакале да работат тука во нашата држава и да допринесат со своето знање и со своите капацитети за помош и поддршка на пациентите. Тоа е едниот проблем на кој што се фокусиравме. Вториот проблем беше неконтинуитет, особено на оние терапии кои што не се на позитивна листа. Многу често знаеше да има прекин во терапијата, знаете, и ние алармиравме затоа што сепак се работи за живот и тоа е специфична една болест која што не дозволува сега има терапијата, сега ја нема, па чекај ќе почекам. Значи тоа е шок, особено за пациентот кој што се бори со таа болест, да му се предизвикува такви, да кажеме, нели, проблеми. Сега тоа со централизираната набавка, која што исто така, значи во соработка со комуникација и со Фондот за здравство и со Министерството за здравство, веќе ќе се надмине.
Веќе се направени и тендери, очекуваме наскоро, нели се овој месец или не знам за колку дена, мислам дека околу 50 на дена треба да се почека административно, веќе да ги имаат континуирано, да не биде тоа на 3 месеци се набавува, па после тоа нема, па додека се набави уште 2 месеци чека пациентот, ќе им умре пациентот. Мислам, како да ви кажам, тоа се некои системски работи кои што мора да почнеме да ги решаваме. Од друга страна, добро е што и директорите на клиниките, меѓутоа и Министерството и владата ги слуша нашите барања, спремна е да направи промени и веќе реагира. Очекувавме малку побрзо да се реагира на тоа, меѓутоа, нели, не можеме, и свесни сме дека не можеме преку ноќ да смениме многу дупки, многу проблеми кои што се појавуваат од вакви или онакви причини, не сакам политички да навлегувам, меѓутоа, нели очекувам, сепак пациентот нема време за чекање, мора да биде да добие терапија на време. Од друга страна, не се работи само на терапијата и на раната детекција, туку и на квалитетот на живење. Имаме веќе психолог и на клиниката на онкологија, на клиниката за хематологија работи и социолог, веќе одамна на детската клиника. Ние тука како здружение секако дека помагаме со нашите капацитети, со нашите психолози, со нашите психотерапевти кои што секојдневно работат со пациентите, меѓутоа сега тоа ги има и во клиниките можност, еве жените кои што се со целосна мастектомија добија можност за добивање на бесплатен градник, бесплатната хируршка интервенција, односно реконструкција на дојка после мастектомија веќе функционира. Требаме да ги поттикнеме жените кои што сакаат да знаат дека тоа е бесплатно на фондот, на товар на фондот. Имаме уште големи, да кажам, предизвици во однос, еве, периките треба да бидат исто така на товар на фондот, значи ни ветија Министерството за здравство и фондот, знаеме дека веќе работат, се прават калкулации затоа што нели се тоа дополнителни средства кои што треба да се изнајдат, меѓутоа дополнителни средства па се направени за, да кажеме, заштеди од страна на тоа дека еве на хематологија е почната трансплантација. Тоа од една страна не го само заштедува буџетот што се одлива во здравството за да се оперираат и за да направат таква трансплантација луѓето надвор од нашата држава, туку едноставно и на луѓето им е леснато, дома се, значи имаат услови и идеме напред, не се со чекорите кои што јас лично нели би сакала тоа да го направам. Некогаш и ретко може мене да ме следат. Моите борки ми требаат повеќе за да можам мултитаскинг, сум функционирам, фала Богу, се уште добро, иако нели баба. Ама ете да се надеваме дека само заеднички, доколку нели постои волја од страна и на владата, на министерствата, на институциите, јавни здравствени институции и да не слушнат ни од невладиниот сектор, што имаме да кажеме, така ќе направиме повеќе промени и побрзо. Колку се задоволни од соработката која што имате со институциите, со владините, со министерствата, со сите институции кои што може да допринесат да вашата работа ете на поедноставен начин? Борка работи, дури се смее во еден момент, кажав, леле, 6 министри имам сменето. Значи, ние мораме да работиме. Им треба и владата, и министерството, и институциите, па и директорите. Значи, сите ние сме свесни дека мораме да соработуваме. Особено ова е тема која што ракот не бира ни политичка партија, ни верска определеност, ни сексуална определеност, ниту години, дали си маж, жена, значи ништо не е битно. Се работи за здравието. Здравието е неприкосновен неприкосновено, значи право кое што треба да го има секој граѓанин на Македонија. Според нашиот устав. И нема тука дали сме која партија и да е, треба да бидат свесни и самите политичари дека треба да соработуваат со невладиниот сектор. Ние сме се докажале веќе 12 години дека навистина се трудиме да соработуваме и му кажуваме на сите проблеми, без разлика која влада како било. Некои слушаат повеќе, некои не слушаат, некои слушаат, па ќе ни кажат да. Но ваше е да зборувате и да делувате. Наше е да зборуваме, наше е да ги кажуваме проблемите. И некогаш, знаете, и реално не можеме сите работи да ги промениме одеднаш. Свесни сме. Сами со себе сме свесни дека некогаш лично некои работи не можам да ослабам јас за 5 минути, ако сакам да бидам нели Синди Крафорд, мислам сега си кажувам од мое време кој ми бил идол, малку да се пошегувам, меѓутоа тоа е процес, исто и процес на меѓутоа треба да има волја и треба системски
да увидиме и веќе да се решаваат проблемите. Колку пациентите бараат утеха во вашето здружение, не можејќи да ги најдат потребните можеби услови и времето кое што го поминуваат губејќи низ клиниките додека добиат и дијагнозата и третманот? Секојдневно, ние токму и затоа и кажа веќе почнавме со некои други активности дополнително, затоа што сите овие работи ни беа споделени токму од страна на пациентите. Со прашања, не прашуваат, например, нели, ќе ни пратат на социјалните мрежи, особено на Facebook страната, ни прашуваат или на мејл ни поставуваат прашања. Колку време е потребно беледувањето да трае на малигните болести? Колку време, дали е дозволено дополнителна нега, кои се критериуми? Дали еве кога имаше тоа не можат проблеми ли да го со добијат во клиниките? Знаете, Како одговор? Клиниките се некогаш преполни, особено клиниката за онкологија. Значи преполни се, јас ги разбирам докторите, меѓутоа од друга страна ниту еден пациент не имаат вратено. Верувајте дека и докторите таму, сите кои што работат, ги познавам лично, не сакам да бидам пристрасна, меѓутоа не е лесна ни нивната работа, ниту еднаш не одбиле. Дури и покрај целата работа што имаат, не одбиле да доаѓаат со нас по села, по градови да предаваме за да ја едуцираме македонската јавност за ракот, да ги информираме и граѓаните, да бидеме тука за нив. Така да немаат некогаш време за некои работи, меѓутоа тоа се и некои основни работи. Дали е хронична болест или не е хронична болест ракот. Зашто не кажале? Сега не можат сите хронични болести да се кажат на телевизија, меѓутоа знаете, тоа се по друга страна на прашања кои што имаат право пациентите, па и не треба да ги знаат, па јас не сум знаела ништо за ракот. Мислам, како обичен граѓанин, па не треба све да знам. Едноставно тоа се прашања кои што ме интересираат. И треба токму тие прашања се трудиме сега да ги одговориме, ги постираме секојдневно на граѓаните за да бидат информирани, за да знаат, да си ги знаат своите права, да знаат каде да се обратат, па барем на таков начин како здружение да им олестиме. Ние не можеме да ја креираме политиката. Меѓутоа, оние кои што ја креираат политиката, може да го чујат гласот на здруженијата, затоа што ние сме гласот на пациентите. Да. Како шампиони на земјата, што е она што очекувате во текот на оваа година и кои се промените кои што пред се вие како претседател на здруженијето сакате да ги видите? Јас сакам да спасиме што повеќе можно животи, што повеќе луѓе да се јават на преглед, да ракот да се открие, да имаме можност да обезбедиме што повеќе луѓе да имаат современа навремена дијагноза, што да обезбедиме што повеќе луѓе да имаат современа иновативна терапија, да може да го спасат животот, затоа што еден ден, еден месец за некого може би не значи многу, меѓутоа јас знам дека за мајка, за ќерка, еве јас знам дека колку би значило да мојата мајка била еден месец подолго со нас, ќе можеше да го види внукот. Едноставно тие работи не треба да ги заборавиме. Ракот не е статистика. Ракот се човечки луѓе, се луѓе, се човечки емоции, се љубов. Секојдневно живеете со навистина тешки приказни, кои што ги споделуваат пациентите. Како излегувате на крај на денот со себе? Мислам дека никогаш сема, не знам дали ќе звучи патетично, меѓутоа Господ дава оноку колку што можеме да издржиме. Ни дава сила, особено некако ја наоѓаме силата во тоа кога ќе искочи некој после разговорите, после комуникацијата со волонтерките кои што веќе се биле оперирани, со психологот, која ќе ја стават периката во борка, која ќе искочат после тоа од нашата канцеларија, тој момент треба да го видите. Мислам дека тие моменти се оние кои што не терат, им даваат сила и енергија во борка да работиме. Затоа што ако спасиш еден живот, си го спасил фамилијата, си го спасил човештвото. Колку кај нас луѓето сакаат да волонтираат во вакви здруженија, а да немаат поминато пат кој што го имаат? Се повеќе луѓе, особено младата популација. Еве бевме и сведоци на Напред Розово, имавме многу голема бројка, 20 средношколци од нова. Значи тоа е, како да ви кажам, се повеќе младата популација ги разбира овие работи, е отворена да прифаќа и да менува. Така да, мислам дека едината ни е таму и дека треба да им дозволиме и ние сме спремни секогаш отворени особено на младите луѓе, на студентите да волонтираат, да бидат дел од борка и затоа што тие се нашата иднина, тие се на кои што им останува свет. Да, а борбата против ракот не е запира ниту еден момент, ниту една секунда, продолжува и понатаму со сите сили. Борка како шампион на земјата, верувам дека годинава ќе има успешна година во реализација на голем број проекти кои што ќе има за цел секако навремено дијагностицирање, редовни контроли и секако свеста кај граѓаните да се зголеми од
сите овие заболувања кои што, како што кажавте вие, не бираат ниту пол, ниту раса, ниту сексуална определба, а за жал границите се многу намалени, така да голем е бројот и на пациенти кои што се и под 18 години. Тоа е нешто што е навистина застрашувачко. Да, во Македонија има над 9600, мислам дека ново заболени минатата година, као статистика, некоја неофицијална, сега не ме врзувате, мислам дека Министерството излезе со официјални податоци, од кои што околу 3000 и нешто се лица од 50 до 60 години, од 60 до 70 години, значи остануваат околу 6000 лица кои што се под 50 години заболени. Кој е најчестиот тип на карцином? Мислам дека беа 72 дечиња заболени минатата година. Кој најчест вид на карцином е кај жените е секако дојката, тука се и ракот на цервик, на грло на матката и ракот на матката, на јајниците. Меѓутоа, кај мажите се ракот на простата, меѓутоа водечки карцином во Република Македонија е ракот на белите дробови. И еве апелирам да знаат луѓето кои што ја познаваат Борка знаат за сите наши активности, меѓутоа ви јавно да кажам дека навистина треба да се превземат промени во однос на воздухот, на однос на средината во која што живееме, затоа што многу брзо некако ние забораваме македонците што ни се случува. И то или е тоа во човечкиот карактер, да кажам дека едноставно, нели лошото и ќе помине и после тоа забораваме. Ќе дувне ветер, ќе олади, тука ќе биде убаво сонце, ќе грее и забораваме. Треба да се превземат навистина сериозни, радикални мерки, особено за воздухот. За здравјето на нашите деца, за нашето здравје и генерациите кои што доаѓаат. Ракот на белите дробови е на прво место меѓу машка и женска популација во однос на инциденца во Република Македонија. Исто така и колоректалниот карцином. Меѓутоа, ракот на бели дробови навистина се зема замав, не бира мажи и жени и едноставно сметам дека навистина треба, особено оваа година, ние ќе бидеме фокусирани на повеќе теми, да кажам, ќе не следите, имаме огромна поддршка од медиумите, јавно да се заблагодарам ова кое што ние го работиме, немало да стигне ни до властите, ни до оние кои што треба да менуваат политиката, ниту пак до граѓаните, доколку не постоите вие како медиуми во целата оваа наша борба, така да ви благодарам за Тука сме ние со вас заедно да се бориме и ние да бидеме борки секако во насока секако на подобрување на здравјето, на условите на живење и овие горчливи проблеми со кои што секојдневно се соочуваме да најдат своје решение. Институциите не треба да чекаат, немаме веќе време за губење. Здравјето и така е веќе нарушено на целокупното население. Ви благодарам многу, Биба, и ви посакувам многу голем успех како шампиони на земјата. Повторно ќе кажам, многу ми е драго што го добивте ова признание, затоа што навистина го заслужувате со целиот труд и работа во изминатите години кои што ги посветивте токму на пациентите болни од рак и на нивните семејства и поддршката која што несебично ја давате. Ви благодарам и вам, па се надам дека ќе се видиме со други некои информации повторно за да можеме да ги информираме граѓаните за нашите активности. Уште еднаш ви благодарам. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте овој разговор со нашата драга Биба Додева, претседател на Сдруженијето за борба против сите типови на рак Борка, кој што секако може да ги следите и на социјалните мрежи, се со цел да се информирате, да ги добиете сите потребни податоци, да научите нешто повеќе и верувам дека со одговорите кои што ќе ги побарате таму од нивното здружение ќе ги разрешите дилемите кои што постојат во однос на вашите прашања, а се поврзани со карциномите. Ние тука продолжуваме понатаму. Месец февруари, како што веќе добро знаете, е месецот на кој што ги проучуваме и ретките болести и се приклучуваме како медиум во кампањата да ги запознаеме ретките болести. Токму денес имаме уште една доза. Верувам дека секојдневно не следите и успевате и на овој начин да се информирате за сето она што може да се случи на некој човек, на вистина како ретка болест непознаница за сите нас. Токму Сдруженијето за ретки болести Живот со предизвици, активистот Гордана Лолевска и Супер радио од Охрид направи еден мини проект кој што и ние како медиум го поддржуваме повторно се со цел за добро здраве и превенција и навремено информирање. Денес во рамки на нашето издание проучуваме, односно дознаваме нешто повеќе за Алпорт синдромот. Веднаш потоа се враќаме во студиото и го пречекуваме амбасадорот на Република Словенија. Бидете со нас. Ги запознаваме